Јавните предпријатија од регионот се заглавени во дефекти. Само во август машините за поправка на терен излегувале некаде по 2 до 3 пати во денот. Имаме дефекти од секој тип, дали е на приклучоци, дали е на секундарни линии, дали е на главни линии. Така да бројот на дефекти е зголемен. Имаме 3 работни машини, ровокопачи, каде што сме на терен постојано за санација на истите. Приоритет се дава на поголемите дефекти, секако на поголемите на главни линии, за да може се санират, а отпосле одеме и на помалите дефекти за поправка на истите. ЈПИСАР во месец август имаше околу 40 дефекти на водоводната линија и 11 дефекти на канализационата линија, што значи трошок од околу вкупно 155.000 денари или, ако ги поделиме, за водовод околу 120.000 денари и 35.000 за дефектите што настануваа во канализационата линија. Ова освен многу работа за комуналците и многу нервоза за граѓаните поради потребата од сопирање на водата, значи и големи трошоци. Се зависи од промената од големината на дефектот. Дали е на линија со помал профил или на линија со водоводна линија со поголем профил на цевки. Месечно негде околу 150.000 ние само за градежни машини. Затоа потребата од дополнителни реконструкции на водоводните линии е неминовна. До крај на година имаме уште неколку улици такви да реконструираме, неколку километри на црева на водоводни линии, така да работиме паралелно и на решавање на дефекти и за новување, односно обновување на водоводната мрежа. Линијата за село Древено, од Слетово за село Древено на ФИ 75 профил, каде што во овој период планираме истата да ја замениме. Тоа се негде во должина од околу 200 до 250 метра. Кога во прашање се дефектите на канализационата линија, тогаш проблемите се од друга природа и тука е потребна одговорност и од граѓаните. Значи, препорака до граѓаните, некој пат овие дефекти настануваат од не добро користење на канализационата линија, каде што се испуштаат во овие канализационни линии различни, дури може да кажам, предмети кои доваѓа од нив до дефекти на канализационата линија.